Граѓанските организации чија целна група се ранливите категории граѓани да се фокусираат на отварање социјални предпријатија. На тој начин не само што ќе ги интегрираат своите членови во средината преку работни навики, туку ќе обезбедуваат и средства за обстојување. Ова беше пораката на граѓанските организации од Струмица кои веќе функционираат како социјални предпријатија. Тоа е практика која што не помал број на граѓански организации во Македонија веќе ја применуваат и ја развиваат. Се уште е иновативна на нашиот терен, а е многу позитивна пред се за одржливост на самите граѓански организации, а уште повеќе за поддршка на одредените целни групи на тие граѓански организации, односно различни видови на социјално маргинализирани групи. Во Струмица веќе неколку години обстојува центарот Покров како социјално предпријатие. Таму зависниците преку производство на органска храна абстинираат од пороците. Сдруженијето Една жена од Скопје, чиј фокус е самохраните мајки, произведува пак органска козметика. Нашето социјално предприемништво решава два клучни проблеми. Едниот од тие клучни проблеми е овозможување на економска слобода на жените самохрани мајки или на девојките од еднородителски семејства, а вториот клучен проблем кој го решава е недостатокот од жива и органска квалитетна козметика за нега и хигиена на кожа. Во Европа постојат 2 милиони социјални предпријатија каде се вработени околу 11 милиони луѓе и представуваат 10% од сите бизниси во Европската унија. Во Македонија досега се формирани десетина социјални предпријатија, претежно со поддршка на меѓународни организации.